Во услови на 20 на сантиметри снег и ниски температури од минус 10 на степени Целзиусови, само најхрабрите лозари излегува да ги закројат лозијата и со традиционална седенка со скара, ракија и вино да го одбележат празникот Свети Трифун. Нешто поживо беше на лозијата каде собствениците изградиле полски или викенд кукички за закријувачите да се засолнат и да се стоплат со топли напитоци, иако некои адетите ги извршија малку на лозијата, малку во домашни услови. Закројуваме лозија Свети Трифун. Значи, по традиција секој пат се закројува лозито и од сега натаму, значи за урок од 20 на дена треба лозито да биде искроено. Значи да ни даде берикет, да има убаво грозје, убаво вино и така не треба премногу како лани. Ланската година беше многу добра, бевме задоволни. Значи како лани, значи така стабилно. Иако студеното време им го расипа собирањето на лозарите, сепак снегот е добре дојден и најавува добар берикет. У 10 години, една година до две дојде снег, хладно, дош, лани беше дош. Да. Колку се сеќавате? Да. Ова година снег, но сепак снегот е берикет. Не треба да биде страшно, само да не паднат премногу температурите. Лозарството во Кочанската котлина останува се поатрактивно, меѓутоа младите, како и со другите земјоделски култури, тешко се одлучуваат посериозно да му се посветат. Малку се нафаќат млади, не сакат да работат лозје. Повозрастни кои до сега не се работили, не сакат да почнат и така малку е потешко. Кочанските лозари се надеваат дека откако ќе помине студениот бран ќе се создадат услови за поинтензивно излегување во лозовите насади заради кроење и врзување и примена на другите агротехнички мерки за успешна производствена сезона.